Ристе Скиричко како средно училиште и како едно од најголемо училиште во град Прилеп нуди 4 сектори, и тоа сектор машинство, сектор графичарство, сектор сообраќај, транспорт и складирање и сектор електротехника и спортската гимназија. Нудиме многу профили во овие сектори кои што ви ги набројав. Еден од најатрактивните е во секторот електротехника, електротехничар за компјутерска техника и автоматика како најбаран профил во овој сектор. Во секторот сообраќај најбаран е патниот сообраќај. Во сектор машинство најбаран е машински техничар за моторни возила. Тука имаме најголем интерес, иако во тој сектор од оваа година имаме нов профил со 3-годишно образование, каросериски механичар, каде што мислам нуди нови можности за учениците и за нивни напредок, пошто како смер е баран од пазарот на трудот. И во сектор графичарство имаме графички уредник дизајнер, кој што пак е атрактивен со тоа што имаме фотографска секција, имаме новинарство, работат учениците и креираат своји весници, алманаси и така натаму. Значи и тие се пробијани на пазарот и барани на пазарот на трудот. Исто така соработувате и со компании, со стопанството, кој што има потреба од тие занаети или профили, колку сте задоволни од интересот на компаниите и воедно чинам дека учениците се платени за дел од практичната работа. Да, платени се учениците за дел од практичната работа во двата профили, техничар за индустријска мехатроника од сектор електротехника и техничар за производно машинство од секторот машинство во компаниите Гентерм, Вик и Ламинати. Иако од оваа година ни се приклучи и Тутунски комбинат, ни се приклучи и Евана, меѓутоа тие не се со платена пракса, но како компании започнаа да се вклучуваат во нашево училиште во одредени профили, како што се енергетичар, односно Тутунски комбинат влезе и во кај техничар, во компјутерска техника и автоматика и во техничар за индустријска мехатроника. Значи ли тоа дека стопанството препозна во ова училиште можност да има кадри кои што понатаму би се вклучиле кај нив или во другите компании? Да, препознава стопанството, меѓутоа мислам дека ние како училиште заедно со Стопанската комора треба да имаме почести средби за да ги запознаваме компаниите што се може да нудат. Не зборувам сега само за нашето училиште, него општо и за сите средни стручни училишта. Значи како училишта нудиме многу, меѓутоа соработката малце треба да биде повеќе зголемена стопанство и училиште. Добар ден, јас сум Дисуска Жане, професор по спорт и спортски активности и стручни предмети во спортска гимназија во нашето убаво училиште Ристе Скиричко. Ова се моите ученици, јас сум нивната класа. Денес сум тука на кратко да ви запознам што нуди нашиот сектор спортска гимназија, еден прекрасен профил или сектор кој нуди образование со гимназиска програма. Учениците изучуваат 4 години 2 странски јазици, значи се изучува математика, македонски, физика, хемија, биологија и секоја наредна учебна година се збогатува со предмети од стручното подрачје. Голем дел од предметите во 3-та и 4-та година му се во спортската сала, имаме убави услови за работа. Нашата сала значи е за одигрување на ракометни надпревари, футсал надпревари и така натаму. Масовно учествуваме на сите надпреварувања во организација на Федерацијата на училишен спорт на Македонија. Сме освојувачи на државни првенства. Учениците земаат масовно учество, најчесто се запишуваат ученици кои што се активни спортисти, биле активни спортисти или оние кои што го сакаат спортот. Овој сектор им нуди проодност на сите факултети и најбитно овој момент кој што ни дава позитивна енергија конкретно за нашето училиште, за нашиот град, за Федерацијата на училишен спорт и нашата држава и достојното представување на нашата училишна екипа на Европското првенство во Бања Лука. Момците утре играат за 7-мо место и сепак е ова голем успех и наше најголемо достигнување на спортски план на нашето училиште.
Претпоставувам дека доаѓаат ученици од целиот регион, зашто најмногу има интерес, односно кои спортови најчесто ги посекуваат спортистите, за да можат понатаму да продолжат било тоа да е како професионални спортисти или пак да речеме да бидат професори и наставници со продолжување на образованието на факултетот за физичко култура. Најчесто низ генерациите, значи најчесто имаме фудбалери, ракометари, значи се запишуваат и одбојкари кои што се тренираат активно во нашите школи во градот, а оваа генерација кои ги испреќам како матуранти имаме доста успешни джудисти, репрезентативци на Македонија, тука и мојата ученичка Теја Настовска, која што долги години е репрезентативка на нашата земја, така да генерациите значи варијабилно. Голем дел од учениците продолжуваат значи со факултетот за физичка култура и стануваат мои колеги. Јас сум Божиновски Кевин, ученик од 4-та година на смерот спортска гимназија. Јас го сакам спортот и сум по спортот едноставно. Доволно е да се запишите, потребни ви се 50 бодови, се учествувате во надпревари по футсал и голем фудбал, одбојка исто така. Се оди на турнири, надпреварувања и ве поттикнувам за да се запишите во смерот спортска гимназија. Јас сум професор Наум Танески, предавам во електротехничката струка во областа на учење преку работа, значи пракса, и во нашите профили воведуваме се повеќе можности на ученото од теоретскиот дел да го поврземе со практичниот дел, со увежбувањето, со зголемување на вештините, и тоа и кај профилите од електроника и телекомуникации, имаме исто во компјутерска техника и автоматика, значи имаме добра опрема, може да ја покриеме ученици да стекнат добри вештини, да ги применат и да бидат што поприсутни и со подобра вредност на пазарот на трудот. Значи исто и се повеќе се вара од областа електроенергетика. Значи електроенергетичарите се повеќе добиваме повици и посветуваме посебно внимание да бидат што побрзо вклучени во производните процеси и во монтажните процеси кои ги водат фирмите во нашиот регион. Исто така и во праксата ја изведуваме на комбиниран начин, имаме и дуално образование, имаме и пракса која се изведува во нашите простори, но во соработка и кај дуалните компаниите кои се изведува дуалната настава, во договор со нив превземаме дел овдека професорите, значи изведуваме и настава овдека со што би ја подобриле теоретската подготвеност на учениците, така да тие можат полесно да се вклучат во при изведувањето на практичните задачи во фирмите. Тоа ни е новина и добро ни оди и со фирмите со кои соработуваме излегува дека навистина таа формула ни работи подобро од досега. И целта е учениците да имаат што подобри врски во своите знаења меѓу практичната примена и теоретските познавања со кои се стекнуваат во училиштето. Во графичката струка имаме голем интерес за запишување скоро секоја година. Потребните поени се 55 поени. Во текот на 4-годишното образование имаме многу практична и теоретска настава. Одиме по графички компании низ нашата општина, каде што учениците се стекнуваат со своите практични вештини и знаења. Работиме на програми кои што се популарни моментално и многу барани, како што се Photoshop, Illustrator, InDesign, значи учениците се после завршувањето на 4-та година спремни да работат на овие програми. Продноста е и за на
техничкиот факултет, графичкиот факултет во Битола, но можат да се запишат и на некој од академиите за графички дизајн или пак да работат самостојно на некои проекти на интернет. Имаме во склоп на нашата струка фотографска секција, значи работиме и со фотографија за учениците кои што сакаат да работат со фотографијата. Кабинетите ни се опремени со компјутери, со програми за работа. Имаме исто и графичка работилница и мини печатница, каде што изработките можат веднаш да се испечатат и во главно тоа би било најбитното за нашата струка. Јас сум Владко Димески, ученик во трета 4 во струката графички дизајн. Нашиот смер спојува креативност, технологија и практични вештини и сите кои што сакаат да се запишат, сите кои што сакаат да работат со програми како Photoshop, Illustrator, InDesign, CorelDRAW и други програми, може да се запишат во нашиот смер. Исто така, нашиот смер ние им изучуваме и за фотоапаратите, камерите, исто така и печатарските машини. Сите кои што се заинтересирани може да се запишат. Каде одите на пракса, колку сте задоволни тој практичниот? Во трета година и во четврта година тогаш е праксата. Јас на пракса одам во печатница, но сме поделени, пола од нашиот клас одат во печатница, а пола во фотостудија. Праксата извршувам во Print Plus Design, наредна година во фотостудија. Јас сум Винета Лозановска, професор по стручни предмети, дипломиран машински инженер. Нашето училиште има вкупно 3 паралелки сега ги запишува, од кои што 2 паралелки се состојат од по 2 смера и се со 4 годишно училиште, а една со 4 години училиште, а другата е 3 годишно образование. 4 годишните паралелки се состојат од техничар за производно машинство и потребни се 55 бода за запишување, а другото е машински техничар, кој што се потребни 45 бода. Другата паралелка е техничар за моторни возила и машинско-енергетски техничари. За двете се потребни по 45 бода. А додека 30 бода се потребни за 3-годишното образование. Тоа се состои од автомеханичар смер и каросериски механичар. По завршувањето со 3-годишното училиште може да се запишат учениците да се запослат во сите наши во општината што се автомеханичарски работилници, а додека со 4-годишното во сите производни и фирми кои што ги имаме и од дуалното германско производство и дуално машинско, кои што тековно си одат на пракса и многу често се случува фирмите да си ги задржа учениците. Здраво, јас сум Методи Костовски, ученик и матурант во средното училиште Ристе Скиричко во сектор машинство, поточно машински техничар за моторни возила. Овој смер го избрав затоа што како мал имав желба да работам со автомобили и тоа ме привлекуваше и кога дојдов овде исто јас како денеска 9 од деленците, најдобар смер што се гледав понатаму во живото беше секторот смерот машинство. Во иднина се гледам во автосервис, во некаков автосервиски салон да работам со автомобили. На сите 9 одделенци им препорачувам да дојдат во училиштето Ристе Скиричко и да изберат кои смерови ги сакаат, а најмногу би го препорачал мојот смер машинство затоа што е најдобар.